Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Зошто постојат толку многу христијански толкувања или цркви? Одговорот ќе го најдеме во Библијата или Светото писмо. Библијата зборува дека има еден Господ, една вера и едно крштавање. Апостол Павле тоа го запишал во писмото до Ефесјаните 4 глава 5 стих. Текстот таму нагласува дека треба да има единство во Христовото тело, бидејќи во него пребива или живее Светиот Дух. Тоа е еден дух. Во истата глава од Ефесјаните ги повикува верните да бидат понизни, кротки, стрпливи и да ја негуваат љубовта. Тоа е потребно, за да се покаже единството во Христовото тело. Светиот Дух го создава вистинското единство и го просветлува умот на секој верник. Ако светот би бил совршен, тогаш секој верник би го проучувал писмото така како што треба, би се молел и би зависел од просветлувањето на Светиот Дух. Но, како што знаеме и гледаме, живееме во несовршен свет. И затоа сите не го слушаат Духот или Светиот Дух. Некои христијани дури го жалостат Светиот Дух. Тоа што го запишал Павле во Ефесјаните 4 глава 30 стих. Една од причините зошто некои луѓе имаат различни толкувања на Библијата е тоа што не го слушаат нивниот учител или Светиот Дух. Еве, ќе се обидам да дадам неколку примери зошто постојат разни толкувања кои од тоа произлегуваат и различни цркви. Како прво, неверие. Факт е дека мнозина кои тврдат дека се христијани всушност никогаш не биле и не се наново родени од Светиот Дух. Тие се нарекуваат христијани, но никогаш не ја доживеале вистинската промена. Таквите луѓе не ја читаат Библијата, дури и не веруваат во нејзиниот авторитет, а сепак си земаат за право да поучуваат од нејзе, за да ги некако оправдат нивните ставови кога им треба нешто. Тврдат дека зборуваат во името на Бог, а живеат атеистички. Голем број на погрешни толкувања произлегуваат токму од таквите извори. Библијата тврди дека е невозможно неверникот да го толкува писмото на правилен начин. Павле е јасен, а душевниот човек не го прима она што е од Божиот Дух, зашто тоа е безумство за него и не може да се ознае, зашто за тоа треба да расудува на духовен начин. Ова е запишено во првото писмо до Коринтијаните, 2 глава, 14 стих. Неспасената личност не може да ја разбере вистинската содржина на Библијата, без разлика на неговите интелектуални способности. Тоа е така, бидејќи нема просветлување од Светиот Дух. Има и пастори, бискупи, учители, кои не се на патот на вистината, дури и го немаат спасението. Не знам дали ова може да послужи како добар пример, например, кога Исус се молеше на таткото со зборовите: Татко, прослави го своето име. Тогаш таткото му одговори со глас од небото. А тие што беа во близина, имаа можност да го слушнат гласот. Но, едните зборуваа дека загрмело, а другите дека ангел му проговорил. Сите слушнаа исто, но сите слушнаа тоа што сакаа да слушнат. Ете, во тоа е проблемот. Како второ, неупатеност или неукост. Апостол Петар ги предупредува верниците од погрешно толкување на писмото.
тој погрешните толкувања ги припишува на тие што се неуки и неупатени. А Павле му рече на Тимотеј да биде вистински Божи работник. Тој вели: труди се грижливо, за да се покажеш себе си достоен пред Бог како работник, кој не треба да се срами и кој правилно го проповеда зборот на вистината. Не постои пречка во проучувањето, освен ако човек од неукост погрешно толкува. Како трето, има лоша херменеутика. Многу потешкотии настануваат од неуспехот да се примени правилна примена на добра херменеутика. Тоа е правилен редослед на толкување, но да се знае. Ако се земе некој стих надвор од неговиот контекст, може да нанесе огромна штета. Ако се игнорира целиот текст и се земе само еден стих, тогаш сигурно ќе дојде до судир со одредени библиски стихови. Или, ако не се земе предвид историскиот, културолошкиот контекст на самиот текст, исто така ќе произведе проблеми во толкувањето. Четврто, непознавање на севкупниот Божји збор. Имаше еден човек по име Аполос. Тој беше силен, красноречив, проповедник и мисионер, но не беше целосно запознаен со вистината. Туку само му беше познато Јовановото крштавање. Не знаеше за Исус на кој начин го приготви спасението, така што неговата порака не беше целосна, туку делумна. Потоа Аквила и Присквила го повикаа и точно го поучија во согласност со Божите зборови. Откако го советуваа, тој правилно го проповедаше Исус Христос. Некои групи или поединци и во денешно време се со истиот проблем. Имаат непотполна порака, затоа што тие се сконцентрирани само на некои делови од Библијата, а ги исклучуваат другите. Зошто? Затоа што не се доволно подучени, немаат јасна представа како да ги усогласуваат текстовите. Како петто, себичност и гордост. За жал и тоа го има, многумина нивното толкување на Библијата се сведува на личните побуди, со посакувани доктрини на поединци. На некои луѓе им се допаѓа нешто што е сосема ново, дури што не е поврзано со историјата на црквата, или се сведува на некој од историјата, и само тој се зема за авторитет. Трети, се зацепуваат во нови откровенија и во нив бараат нова перспектива. Библијата им представува можност или шанса за лична промоција, како што тоа е јасно представено во посланието од Јуда. Шесто, незрелост. Кога христијаните не созреваат како што треба, тоа влијае на нивното управување со Божјиот збор. Павле на незрелата црква во Коринт им пишува следново: со млеко ве напоив, не со тврда храна, зашто уште не можевте да ја поднесувате, а ни сега не можете зашто сте уште телесни. Не сте ли телесни и не живеете ли како обичните луѓе, кога меѓу вас има завист, спорови и поделба? Незрелиот христијанин не е спремен да се храни со месо и тврда храна. Тој се храни со млекце, а од него не може да се очекува зрели одлуки или исправни толкувања. И седмо, неправилен нагласок на самата традиција. Некои цркви тврдат дека веруваат во Библијата, но нивните толкувања се филтрираат преку воспоставената традиција на нивната црква. Таму каде што традицијата се спротивставува на Библијата, луѓето даваат предност над самата традиција
и со тоа го одрекуваат авторитетот на Божиот збор. Сето тоа произведува да се дава водство на луѓе кои немаат Божи авторитет. Библијата е јасна по сите важни прашања. Нема нешто нејасно во неа, во врска со Христовото божество, рајот, пеколот, спасението само по милост и само по вера. Меѓутоа, има и некои други нејасни теми кои не се поврзани со самото спасение, што водат кон разни толкувања. Например, немаме јасна представа колку пати треба да земеме Господова вечера во годината или каков стил на музика да слушаме. Се разбира духовна. Како седмо, неправилен нагласок на самата традиција. Некои цркви тврдат дека веруваат во Библијата, но нивните толкувања се филтрираат преку воспоставената традиција на нивната црква. Таму каде што самата традиција се спротивставува на Библијата, луѓето даваат предност на самата традиција и со тоа го одрекуваат авторитетот на Божиот збор. Сето тоа произведува да се дава водство на луѓе кои немаат Божи авторитет. Библијата е јасна по сите важни прашања. Нема нешто нејасно во неа во врска со Христовото божество, со рајот, пеколот, спасение само по милост, праведникот ќе живее само преку вера и така натаму. Меѓутоа има и некои други нејасни теми кои не се поврзани со самото спасение, што водат кон разни толкувања. Например, немаме јасна представа колку пати треба да земеме Господова вечера во годината или каков стил на музика да слушаме, се разбира духовна. Искрените и честните христијани имаат различни ставови по овие прашања. И значи ли тоа дека некој, ако не се согласуваат со овие прашања, да не се дружат како христијани? Тоа што е важно е да бидеме догматични таму каде што е писмото догматично, а да избегнуваме догматичност таму каде што писмото не покажува догматичност. Црквата треба да настојува да го следи моделот на првата црква во Ерусалим. Таму ни се вели и беа постојани во апостолското учење, општувањето, во раскршувањето на лебот и во молитвите. Во првата црква постоеше единство, затоа што сите беа втемелени на апостолското учење, кое им беше дадено директно од учителот Исус. Во црквата би имало единство, ако секој се врати кон апостолското учење и ги отфрлиме некои погрешни доктрини, трендови и забави, кои се вовлечени во денешните цркви. Господ нека е напомош на сите вистински христијани и на оние кои се уште се колебаат во своите убедувања.